Огромен дел од популацијата во Република Македонија се соочува или страда од одредени срцеви заболувања, аномалии, срцеви мани или пак одредени други нешта кои што како резултат на различни видови на хронични заболувања доведува до одреден висок ризик од срцеви болести. За различните видови на срцеви мани, денеска во денешна телмо амбуланта, особено за атеросклерозата и валвуларните срцеви заболувања, во продолжение ќе разговарам на мое задоволство со доктор Даниела Проевска, специјалист кардиолог од клиничка болница Аџибадем Систина. Добар ден, добре дојдовте во телмо амбуланта. Добар ден, благодарам на поканата. Споменав, народски кажано, ќе зборуваме за срцеви мани, срцеви недостатоци, срцеви аномалии или како уште може да се нарекува, но како и да е, едно е клучно. Сите овие поими или нешта асоцираат на недобро функционирање на срцевиот мускул. Така. Значи, конкретно кога зборуваме за срцеви мани, обично се мисли за болест на залистоците на срцето или она што уште се означува како валвулите на срцето. Така да срцевите мани се практично валвуларни заболувања и валвуларните заболувања се актуелни како во минатото, така и денеска со број кој не се менува генерално. Отприлика застапеноста е идентична со тоа што причината за појава на срцеви мани во минатото била различна, била повеќе воспалителна причина од тип на ревматски заболувања на срцевите мани, за разлика од денешнината кога најмногу имаме срцеви мани од тип од атеросклеротично потекло. Така да може да би спомнала она што е денес на прво место од актуелна срцева мана и најголема по значење, најголема по преваленца е практично атеросклеротичната аортна стеноза. Значи се должи се јавува стеснување на еден од срцевите залистоци, тоа е аортниот срцев залисток, како резултат на атеросклеротични промени, се јавува кај повозрастна популација и како квалитетот на животот расте и возраста на населението, односно животот се продолжува, така и појавата на атеросклеротичната аортна стеноза се зголемува и тоа е практично прва од валвуларните срцеви заболувања која е со најголема инциденца за оперативно лекување, односно различни други видови на интервентни лекувања. Колку е често само докторке срцевото заболување или пак срцевите аномалии кај нас во Македонија? Едно добро поднебје сме за... Значи вака сега, ние не се разликуваме многу од светската популација, одна што се најголемите студии се практично американските, европските студии и практично инциденцијата е отприлика како и во сите други европски земји. Порано, како што веќе реков, имавме повеќе воспалителни срцеви заболувања и можеби имавме поголема честота на пациенти со ревматски срцеви заболувања заради претходно нелекувани стрептококни заболувања на грлото практично. Во момент кога се повеќе и повеќе се обрнува внимание на сите видови на воспалителни заболувања, значи тој дел е намален во светот општо, намален во Европа, намален кај нас и за разлика од тоа атеросклерозата расте, бројот на пациенти кои имаат подолг живот расте и расте појавата на атеросклеротични болести на срцето. Значи покрај ова што го коментиравме досега во однос на аортата, значи има исто друг вид на атеросклеротично заболување на еден од срцевите залистоци, кој е митралниот залисток, каде што како резултат на атеросклеротични промени на крвните садови што охранат срцето, доаѓа до појава на слабост на срцевиот мускул, доаѓа до појава на оштетување на срцевиот мускул, папиларните мускули, проширување на митралниот прстен и како резултат на тоа настанува секундарна исхемична митрална регургитација, која исто така етиолошки е со атеросклеротично потекло. Срцевите мани често знаат да бидат и вродени? Срцевите мани често знаат да бидат и вродени, да. И да речеме, постојат различни вродени срцеви мани кои се манифестираат на различни... Значи, има различни методи за детекција. Еден од основниот метод, прв за
поставување на сомнение е аускултација, кога зборуваме за конгениталните срцеви мани, е аускултација на новороденчето и веднаш дека се приметува дека во работата на срцето постои одреден шум кој насочува дека можеби има одреден вид на конгенитална срцева мана. Значи, конгениталните срцеви мани се практично различни. Има мани на преградите на срцето, има мани на залистоците на срцето и бидејќи веќе ја спомнавме аортата, да речеме една од вродените срцеви мани на аортата е практично постоење на бикуспидна аортна валвула, односно значи аортата нормално е составена да речеме е залистокот што го ја спојува левата комора со големиот крвен сад, значи што излегува од срцето и како резултат на тоа има еден залисток или еднонасочна вратничка која овозможува проток на крв од срцето према големите крвни садови, артериските крвни садови и проток на крв во целото тело. Вие гледаме едно видео, кога го едовме, па малку и визуелно да представивме во меѓувреме за тоа што представува атеросклерозата или пак одредени валвуларни срцеви заболувања, кои што сепак можеме да дефинираме дека се често присутни и не постои некој годишно ограничување за тоа кога тие би се појавиле? Не, апсолутно. Срцевите заболувања не се манифестираат зависно од временските периоди, се манифестираат посебно, има различни видови на атеросклеротични срцеви заболувања, значи врзани со крвни садови, што се најчести, најизразени, значи заболувања кои се манифестираат на крвните садови што охранат срцето, појава на исхемични заболувања на срцето и така. И се разликуваат од ова што ние го коментираме денеска во смисла на срцеви валвуларни заболувања. Како вака, докторке, се забележуваат одредени видови на срцеви мани? Што би почувствувале ние вака индивидуално, ако добро си го познаваме своето тело, својот организам, па нешто што би не асоцирало дека нешто се случува со нашиот кличен орган? Така. Значи, со оглед на тоа дека залистоците на срцето се неколку, манифестацијата на срцевите мани може да бидат различни. Да речеме, кога зборуваме за аорта, прва работа што може да асоцира, исто се однесува некогаш и за митралниот залисток, меѓутоа, да речеме, прва работа која може да се манифестира е еден замор. Замор кој ние не можеме да го објасниме, замор кој е невообичаен, замор кој е различен во однос на она што било во претходниот период. Заморот како карактеристика, како потешкотија е многу широка. Значи, причините за појава на замор може да бидат слаба крвна слика, може да биде појава на шеќерна болест и една друга серија причини, било дробни причини и слични. Меѓутоа, кога сите тие работи би биле исклучени и кога немаме друго објаснување, многу често помислуваме на срцето. Втора работа е појава на недостаток на воздух. Трета работа е појава на нелагодност во градите или некој тип на градна болка. Понатаму може да се јават потешкотии во смисла на пореметување на ритамот на срцето. Потешкотии, да речеме, кај аортната стеноза во вид на појава на вртоглавици, потешкотии кои може да се карактеризираат со губење на свест на пациентот, така да има една серија на параметри. Зависно од степенот? Зависно од степенот и изразеноста на валвуларната срцева болест. Да, затоа што валвуларните заболувања имаат една карактеристика дека имаат многу спор тек на развивање на болеста. Значи, тие може да се јават во некоја одредена возраст и манифестацијата на болеста се изрази после 15, 20, дури и повеќе години. Затоа што атеросклерозата практично е спор процес. Атеросклерозата е процес кој почнува веќе од моментот на раѓање, почнува процесот на атеросклероза, односно процесот на старење и тоа е основата на нашето старење. Веднаш старе, нема период на развивање? Значи, затоа и го коментирам тоа. Значи, атеросклерозата почнува од раѓање, не се манифестира до адултната возраст и односно најчесто не се манифестира до касната адултна возраст, меѓутоа не значи дека нема знаци на атеросклероза. И ние кога коментираме, значи, кога ги коментираме ризик факторите, режимот на живот, животните навики, исхраната, ги коментираме дека тие треба да бидат добри уште од најмлада возраст со оглед на тоа дека го одредуваат правецот
процесот на движењето на болестите. Значи, кога ќе земеме во обзир, значи, врз атеросклерозата, бидејќи механизмите се уште не се точно одредени, се знае дека имаме генетски механизми кои одредуваат и механизми што зависат од надворешните услови, а надворешните услови се животните навики практично и физичката активност. Така да колку повеќе ги намалуваме ризик факторите што може да настанат во текот на животот, процесот на атеросклероза ќе се успори и ќе се манифестира покасно, односно може и да не се манифестира во многу изразена форма во вид на, да речеме, строго специфично кардиоваскуларно заболување. Само да ги поканиме гледачите, 307 66 77 е телефонскиот број на кој можете да ни се јавите и да си поставите прашање доколку имате нешто што е поврзано со темата на која денеска зборуваме со доктор Даниела. Атеросклерозата ја начнавме, но тука неизбежно е и аортната стеноза. Што представува истата? Значи, коментиравме за аортната стеноза, изборувавме дека атеросклерозата е една од најважните причини, спомнавме дека постојат аортни стенози од вродено потекло и може да постојат, како што веќе спомнавме, од воспалително потекло. Значи, уште еднаш би кажала, тоа е за листокот што ја спојува левата комора со големиот крвен сад, големиот артериски крвен сад што излегува од срцето, значи тоа е најголемиот и преку него практично се носи крв до целото тело. Обично површината на тој голем залисток е некаде околу 4 до 6 сантиметри квадратни и аортна стеноза практично е состојба кога доаѓа до стеснување, со едноставен збор кажано, стеснување на тој аортен залисток и намалување на неговата површина и веќе кога сме на 2 сантиметри квадратни имаме почетен степен на аортна стеноза. Значи, од тој почетен степен на аортна стеноза до реално манифестирање на потешкотите, кој што веќе ви коментирав, значи, еволуцијата на болеста може да оди многу споро. Значи, тоа може да трае со години и да постепено да се намалува површината на тој аортен залисток, постепено да се стеснува површината и во еден момент да дојде до манифестација на симптоматологија на потешкоти од аортна стеноза и тоа обично е кога ќе имаме веќе среден према тежок степен на аортна стеноза, односно кога аортната валвуларна површина ќе се намали под 1-2 под 1 или веќе кога ќе се намали под 0,8 сантиметри квадратни, да станува збор за тешка аортна стеноза и да почнува да се манифестираат сите овие карактеристики што веќе претходно ги спомнавме. Можда е важно да се каже дека постојат една серија пациенти кои ги имаат овие заболувања, значи ова заболување на срцевиот залисток на аортата, а во исто време немаат потешкоти. Тоа не значи дека немаат среден према тежок или тежок степен на аортна стеноза, значи кој може да се докаже со дијагностичките методи. Тоа значи дека нивниот организам добро се справува, се бори со состојбата? Значи, знаете како, справувањето е добро, пациентите немаат потешкотија, меѓутоа ние мораме да заклучиме дали тоа справување е реална состојба или не. Значи, пациентите можат да немаат потешкотија, меѓутоа во исто време да дојде до оштетување на срцевиот мускул, негово значајно за зголемување на крутоста на срцевиот мускул, да дојде до проширување на срцевиот мускул и да дојде потоа до манифестација на клиничка слика на срцева слабост. Значи, од тие причини имаме дијагностички методи да видиме кои пациенти се асимптоматски и реално можат да бидат оставени и може да се чека пред да се решиме за некој поагресивен тип на лекување или пациенти кои се асимптоматски во мирни услови, меѓутоа во услови на одредено оптеретување и слични ситуации доаѓа до манифестирање на реалната срцева болест, доаѓа до појава на срцева слабост и кога и тие без оглед на тоа како се чувствуваат треба да бидат упатени на поагресивно лекување, односно единствениот начин на лекување на ваков тип на срцева мана практично е оперативното лекување или лекување со сега достапните интервентни перкутани процедури. Добро, доктор Проеска, ќе продолжиме понатаму. Би сакал да позборуваме и околу дијагностиката, на кој начин се дијагностицираат овие различни видови на срцеви аномалии. Ќе дојдеме и до терапијата, но ајде да слушнеме и дел од прашањата на гледачите кои ги имаме веќе во голем број на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете со вашето прашање. Ви молам, интересира дали може докторката да ми каже? Дали се слушаме? Одлично, повелете.
Јас, мојот син, некаде на 7 години му се појави пролапсус на валвула. Тогаш почувствува некои екстра систоли, кои што така тешко се отклонува, али со кордероне се смирија. Сега е 40 годишен, добро функционира, нема никакви проблеми, али јас како мајка сепак тоа прашање ми тежи, вака што се случуваше. А мислам дека се појави можда вродено, можда стечењето, имаше прилично ангини гнојни со стрепсококни инфекции, со депопени во тоа време како што се лекуваја со други пеницилински препарати. Цело време го следев, а естето во почетокот беше висок, али после ми се смири. Добро. Дали е веќе исчезнато, не е тој... Дали не е јасна вака состојбата горе на гледачката? Благодарам за јавањето. Значи вака, овде практично би можеле да коментираме една состојба на постојање на вроден пролапс на предниот митрален залисток, што е најчеста како состојба. Значи имаме состојба кога пациентот на 7 годишна возраст веќе бил дијагностициран пролапс и коментарот е тоа дека имало одредено пореметување на ритамот и била давана соодветна терапија. За жал, ако сега пациентот е 40 години, значи тоа поминале 30 на години од почетокот на оваа сета ситуација, значи дијагностичките методи во тој период постоеја, меѓутоа не беа толку совршени како и сега. И малце зборот пролапс на преден митрален залисток беше премногу употребуван и една серија пациенти кои имаат одредени потешкоти во однос на срцето беа крстени како пролапс на преден митрален залисток, што не секогаш мораше да биде точна состојба, бидејќи сега се точно дефинирани кои елементи треба да ги има предниот митрален залисток, односно самата митрална валва за да се означи и да се крсти како пролапс. Еден период секој, да речеме, поподвижен преден митрален залисток, меѓутоа без класично пролабирање во левата предкомора се означуваше како пролапс на преден митрален залисток. Тоа што имал стрептококни ангини практично како состојба може да е независна во однос на пролапсот, може да е надоврзана состојба, генерално не делува нешто посебно во однос на пореметувањето на ритамот. Ако пациентот стигнал до 40 годишна возраст и немал позначајни потешкоти, значи генерално предпоставувам дека не се работело за некоја драматична срцева конгенитална, односно вистински пролапс на предниот митрален залисток. Секако дека таков пациент требал во минатото да биде следен и треба да биде и сега следен, односно да се направи еден ехокардиографски преглед кој е широко достапен, каде што апсолутно може убаво да се види предниот митрален залисток, може да се види митралната валва, може да се види срцевиот мускул и точно да се одреди дали постои нешто од конгениталните заболувања, тоа што се коментирало во минатото, или е само состојба на еден хиперкинетичен митрален залисток со малце склоност према пореметување на ритамот. Така да пациентот, мајката предпоставувам дека е загрижена како и секоја мајка, пациентот абсолютно треба да се направи ехокардиографски преглед и сите дилеми ќе бидат расчистени на многу едноставен начин со оглед на тоа дека денеска со стандардните прегледи може апсолутно да се дефинираат состојбите и да се одреди што понатаму, прогностички и терапевски. Ајде да го слушнеме и прашањето на следниот гледач. Добар ден. Добро, ќе се обидеме малку подоцна со гледачот, но она што е важно исто така да го споменеме, ако не постои некои ограничување кога станува збор за годишната возраст, затоа што дури постојат и вродени срцеви мани, постои ли разлика помеѓу женскиот и машкиот вид на организам, кој што во текот на животот поради различните видови на хормонални промени, можат ли хормоните да влијаат на одредени видови на срцеви недостатоци или пак срцеви проблеми кои понатаму во текот на животот може да настанат? Така. Значи, секако дека има разлика помеѓу машкиот и женскиот организам, има разлика во времето на појавата на атеросклероза и манифестацијата на атеросклероза. Кога зборуваме за срцеви мани, мислам строго за срцеви мани, би кажале дека валвуларните заболувања поврзани со одредени етиолошки, односно причински моменти, имаат
разлика во однос на појавата кај мажи и жени. Да речеме, ревматските заболувања, појавата на митрални стенози, митрални инсуфициенции, односно болести на митралниот залисток се повеќе изразени кај женскиот пол, односно биле повеќе изразени кај женскиот пол. За разлика од тоа... Зошто поради... Значи, за тоа што инфектот, значи јас точно не можам да ви одредам, да ви кажам зашто женскиот пол, меѓутоа статистички се знае дека женскиот пол бил поизразен. Значи, тоа е тип на срцева мана која се манифестирала после нелекувана стрептококна инфекција на грлото, која со автоимуни механизми го допрела срцевиот мускул, односно срцевите залистоци и повеќе се манифестирало во минатото кај жени. Значи, користам во минато време со оглед на тоа дека појавата на овој тип на срцева мана сега извонредно ретка. Значи, денеска се мисли многу на инфекциите, се лекуваат, се прават брисови, се прави превенција и скоро да нема ваков тип на ревматски срцеви мани кај младата популација. Значи, од тие причини ги коментираме атеросклеротичните срцеви заболувања. Аортната стеноза се јавува можеби малку поизразено кај машкиот пол во однос на женскиот пол, меѓутоа како и да е, во денешно време се знае дека жените се подолго вечни во однос на мажите, значи просечен живот во Европа на маж 83 години, на жена 86 години, со продолжувањето на животот настанува можност за манифестацијата на атеросклерозата и како резултат на тоа појава на атеросклеротични вакви срцеви заболувања. Инфарктите се почести... на мажите од страна на жените? Не би го дефинирала тоа баш така. Значи, инфарктите може да се уште почести и порано се кај машкиот пол. Се смета дека жените до климактериумот се релативно заштитени, макар што стресниот живот, брзиот живот, пушењето и така натаму сепак да речеме намалува делумно на заштитата и кај жената, така да појава на порани инфаркти кај машката популација, значи појава на полоша лева комора, појава на секундарна митрална инсуфициенција може повеќе да појави, да даде, да речеме, промени на митралниот залисток од оваа причина кај машкиот пол во однос на женскиот пол. Така да дефинитивно не може полово да се разграничат заболувањата, затоа што зависат од причината поради која тие заболувања се јавуваат практично на залистоците на срцето. Кој е најдобриот начин, доктор, ке завршење на точна и прецизна диагноза, затоа што знаеме дека кога ги се одреди вистинската диагноза, тогаш тоа е и половина терапија и многу полесно се оди кон следната фаза на лекување. Значи, зависно од типот на срцевото заболување. Значи, генерално, ако станува збор за, да речеме, исхемично срцево заболување, нели диагностичките методи од тип на тесно оптеретување, од тип на коронографија, се диагностички методи точни и прецизни кои ни упатуваат каков тип на болест има пациентот. Кога станува збор за срцевите мани, прва и основна диагностичка метода ни е ехокардиографската диагностичка метода. Со ехокардиографскиот преглед ние практично добиваме многу податоци во однос на срцето. Значи, прво добиваме податоци за самиот срцев мускул, значи за димензијата на срцевиот мускул, за дебелината на срцевиот мускул, за карактеристиките на срцевиот мускул, дали е проширен, дали е истенчен, дали е ослабен, дали е задебелен, со стеснета празнина или е задебелен, меѓутоа со проширена срцева празнина, дали имаме зголемена крутост, дали имаме веќе намалена функција на левата комора. Понатаму се гледаат залистоците, се гледа морфологијата на залистоците, присуство на атеросклероза, димензиите на самите прстени на залистоците, се гледа самата аорта, големината, дебелината на зидот на аортата, проширување на аортата. Значи се гледаат многу параметри, може да се одредат притисоци во одредени срцеви кавитети, притисоци во белодробното корито, добиваме многу податоци кои ни укажуваат каква е состојбата на срцето, значи за каков тип на заболување се работи, дали има други дополнителни заболувања, не постои едно строго дефинирано заболување. Значи кога зборуваме за атеросклеротичните заболувања, можеме во исто време да имаме аортна стеноза, да имаме во исто време исхемија, значи лоша исхрана на срцевиот мускул и да имаме, значи, паралелно коронарна артериска болест, значи болест на крвните садови што хранат срцето, во исто време да има заради зголемени притисоци во срцевите кавитети, проширување на митралниот прстен, појава на повратни протоци на митралните залистоци, така да не секогаш една работа е како поединечна работа.
работа. Многу често имаме комбинирани состојби и зависно од тоа што предоминира, што има најголемо значење, од што е најголемата опасност, го одредуваме типот на лекување. Кога веќе споменувате видови или пак значење на опасности, кој е најголемиот ризик при одредени видови на срцеви мани? Што е она што е неризично, кое многу лесно може да доведе до инфаркта, а понекогаш и да биде фатално? Значи вака сега, ризик фактори за атеросклероза имаме повеќе ризик фактори, тоа сите ги знаеме, значи ги знаат луѓето во секојдневниот живот, значи ризик фактори се покачените вредности на крвниот притисок, покачените вредности на мастите во крвта, присуство на шеќерна болест, присуство на пушење, зголемена телесна тежина, седентарен начин на живење и така натаму. Сите тие водат до атеросклероза. Атеросклерозата може да ги стесни крвните садови што охранат срцето и како резултат на тоа да настане срцев удар. За жал, срцевите заболувања знаат да бидат брзо фатални. За кратко време, кај пациент кој имал серија ризик фактори, мислел дека е совршено здрав, без оглед на тоа што тие ризик фактори ги имал, никогаш не им посветувал внимание и во одреден момент да се јави несакан инцидент од тип на срцев инцидент на коронарни крвни садови или васкуларен инцидент од тип на мозочен удар и слично. И како резултат на тоа атеросклерозата која долги години постоела се развивала да се изманифестира и да заврши да речеме фатално во еден момент, да заврши со тешки компликации и слично. Така да срцевите заболувања, тоа може да е и причината кога ќе спомнеме срце и васкуларни болести, луѓето се плашат и е реална состојбата на страв, меѓутоа знаете како стравот е состојба која мора да се контролира во смисла за да го избегнеме, да се избегне таа ситуација. Ние сите знаеме дека животните навики, физичката активност се многу важни и треба со време да сватиме дека животните навики и физичката активност треба да се животните навики да се коригираат, а физичката активност да се практикува. Така да ние многу често асоцираме на тоа дека треба да има превентивни прегледи. Превентивните прегледи се најважните прегледи во суштина, затоа што многу често луѓето ќе речат не одам затоа што ќе ми најдат нешто. Не знаат дека во суштина е тоа најважниот дел. Ако има болест која е скриена, на време да биде откриена и да се најде начин да се лекува. Во услови кога таа се лекува, пациентот потоа е добар. Е помалку ризичен и е подобар од сите оние други кои наводно се чувствуваат добро, имат ризик фактори и не се лекуваат, односно не прават превентивни прегледи. Така да превенцијата игра голема улога во кардиоваскуларните заболувања. На колка временски период да се вршат прегледи и какви прегледи? Значи вака сега, во однос на превенцијата би коментирале повеќе работи. Значи самите пациенти веќе знаат кога имаат одредени отстапувања, значи кога ќе почне да варира крвниот притисок, прават рутински прегледи на крвта кај матични доктори, ќе видат дека може да имат лесно зголемени или реално зголемени вредности на шеќерот во крвта, зголемени вредности на мастите во крвта и нема возраст која точно го одредува датумот и денот со оглед на тоа дека нели ние можеме да речеме после 40-та година тоа е обавезно. Меѓутоа се повеќе се соочуваме со тоа да нели човек до 40-та година веќе пуши 20 или повеќе години, да има повеќе од 10 години зголемени вредности на мастите во крвта и веќе неколку години почетни варијации на крвниот притисок, така да значи и пред 40-та година во услови кога знаеме дека имаме ризик фактори, посебно популацијата на пациенти кои имаат фамилиарно заболување, значи имаат во семејството родители или блиски членови на семејството од прво, второ колено кои се со докажани артериски болести, васкуларни болести, дали се тоа коронарни или церебрални васкуларни заболувања, значи тие во однос на останатата група на пациенти имаат малце поголем ризик. Значи би спомнале дека кога има кардиоваскуларно заболување, миокарден инфаркт или ненадејна смрт кај машкиот родител пред 45-та година, односно кај женскиот родител пред 55-та година, значи потомството на тие родители практично има повисок ризик во однос на другите пациенти и во услови кога имаат еден од други дополнителни ризик фактори, значи тоа е се веќе група на пациенти кои мораат редовно превентивно годишно да си се прегледуваат и во принцип тие годишни прегледи се состојат од стандарден кардиолошки преглед со ЕКГ, ехокардиографски преглед, тест на оптеретување, што од прилика ни дава значи
На редовните насока. систематски прегледи би можело да се детектира или малку треба поинтензивни, подетални анализи? Не. Значи, почнуваме со тоа што на редовните систематски прегледи сите доктори прават ЕКГ, мерат крвен притисок и прават крвни анализи. Веќе тука можеме да добиеме сосема доволно податоци и земјата анамнеза. Значи, тоа се прашањата што им ги поставуваат на пациентите во однос на нивните карактеристики, во однос на фамилната анамнеза. Така да веќе тука добиваме одредени насоки и најчесто тоа се матичните доктори или докторите кои прават систематски прегледи, веднаш кога ќе видат пациент дека може да има ризик фактори за срцеви заболувања, даваат насока дека треба да се направи консултација со кардиолог и нели зависно тоа каква ќе биде консултацијата со кардиологот, потоа кардиологот дава препорака за тоа дали е доволно следење на пациентот, дали е доволна промена на животните навики и на колку време практично треба биде следењето или тој пациент е веќе за поставување на терапија. Ајде да го слушнеме и прашањето на гледачот. Добар ден. Добар ден, поздрав за емисијата и за докторката. Повелете со прашањето. Би сакала да кажам на докторката, јас сум 55 години, пијам Росвера од 20 мг, аспирин стотка, витамин С, лимон. Меѓутоа, од последно време ми се сеувам замор, не можам да се издишам, па пијам и тироксин, еутирокс од 50 мг. Па дали може ке вас да се закаже во тоа? Жан Митрев треба закажување или може кога не сум на работа? Ние споменавме клиничка болница од Живаден Систина, доктор Даниела Проевска, специјалист кардиолог. Значи вака сега, по тоа што ми кажа пациентката, значи веќе има одредена превентивна кардиолошка терапија. Превентивната кардиолошка терапија, особено Росвера 20 мг, е веќе убава доза. Значи претпоставувам дека е дадена од доктор кој проверил крвни анализи и заклучил дека во склоп на тие крвни анализи пациентката има позначајно покачување на вредностите на мастите или пак врз основа на другите карактеристики, можеби генетскиот фактор, бидејќи не спомна покачен крвен притисок, значи спомнавме само пореметување на тироидната жлезда, значи може да има ризик за појава на кардиоваскуларни заболувања. Значи не знам дали е правено нешто, секако дека може да се закаже преглед, секако дека може да направиме преглед во секое време. Значи ние работиме постојано, така да и после работно време кај нас има доктори што работат, кардиолози и нема да има никаков проблем. Ќе пренесам само една информација. Јуни 2017. За 4 години 250 бебиња оперирани од вродени срцеви мани. Добро. Голема бројка или не? Зависи за каде се мисли. Македонија. Во Македонија. Значи, вродените срцеви мани кај бебињата, практично бројката не е дека се менува нешто посебно, затоа што сега практично пациентите, односно кај мајките што се носителки на бременост, да речеме, во 24-та недела на бременост се советува обично, посебно мајките што се под ризик, се советува обично да се направи фетална ехокардиографија и веќе тогаш може да се види дали бебињата што ги носат имат одреден вид на срцево заболување, срцева мана и слично, дали е тоа компатибилно со живот или е инкомпатибилно со живот. Така да, кај една серија на пациенти, односно мајки, идни мајки, се заклучува дека бебето може да има одреден тип на срцева мана која е компатибилна со живот и како резултат на тоа да се роди плод, кој понатаму може да биде оперативно лекуван, зависно од тоа каков тип на оперативно лекување се прави. Значи имаме различен степен на сложеност на конгенитални срцеви мани. Оваа бројка за Македонија е нешто можеби што се очекува, нешто што е значајно со оглед на тоа дека многу време во Македонија немаше кардиохирургија за деца и тоа што полека доаѓа до оперирање на пациенти во Македонија е значаен напредок за поздравување, напредок на кој треба да се работи понатаму, затоа што децата практично се изложени на тоа да имаат вродени срцеви мани, значи бројката нема да се смали генерално, значи може да се намали значи може да се зголеми вниманието на превенција од инфекции на мајка во фаза на бременост, меѓутоа секако дека одреден степен, одреден број на вродени срцеви мани кај деца ќе има и ова е бројка што е убава за Македонија голема,
апсолутно голема со оглед на тоа дека многу години немаше детска кардиохирургија и треба да се поздрави, треба да се развива. Ајде да го слушнеме прашањето на гледачот. Добар ден. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Ке ве молам едно прашање до докторката. Јас имам 53 години и направив, значи, една крвна слика требаше да се направи. Резултатот на крвната слика ми е 7 единици шекер, глукоза, и за тоа веќе пијам 3 месеца, интерниската ми даде глукофаш од 500, што се пие нешто пишува, 24 часовен, така ми објаснија. Холестеролот ми беше 7,5, а триглицеридите ми беа 1,7. 1,7, добро. Да, меѓутоа серумското железо ми беше 35 единици. Сакам да ја прашам докторката, што значи тоа серумско железо 35 единици, а претходно секогаш сум имала, да кажеме, 8-9 единици и сум пиела една година уназад серум лек за да се поправи тоа серумско железо. И ме испратија, значи матичниот лекар ме испрати до интерниската, кај интерниската ми направија ехо на панкреас, на бубрези, на етра, на абдомен. И докторката ништо нарочито не ми објасни, не ми кажа, ја прашав, ми рече дека тоа железо серумско може да варира, ќе се направи уште една крвна слика, а за покачениот холестерол не ми даде никакви таблети, ми рече да држам едно известно време диета. Би сакала да ја прашам докторката, еве, што би ми она кажала, што е едноставно превентивно да направам, да го намалам тој холестерол, и за тоа серумско железо, а за шекерот пијам глукофаш од 500 само вечер во 8 часот. Добро, благодариме за јавувањето. Тоа е се? Добро, веројатно не си искачу. Така, значи вака сега. Овде имаме пациент кој има неколку работи. Значи прва работа е покачување на вредностите на гликемијата, што веќе ја вклучува, ја става во групата на пациенти со шекерна болест, кои се тип 2, значи инсулин независни пациенти со шекерна болест, ставена на таблетарна терапија, многу коректно. Значи сега тука се почнува нели со таа терапија што е почната со метформин од 500 мг во ретардна форма, се дава еднаш на 24 часа и веројатно докторката што ја дала терапијата ќе продолжи да ја следи пациентката, ќе ги следи вредностите на гликемијата, ќе провери среден шекер, значи она што е хемоглобин А1 С го викаме ние, и врз основа на тоа ќе процени дали терапијата во однос на шекерната болест е ефикасна. Секако, значи тоа е медикаментозниот дел на лекување на шекерната болест, постои немедикаментозен најважен дел на лекување на шекерната болест, тоа е физичката активност, движењето, значи тоа прво требало да се укаже на пациентката и промена на режим на исхрана според препораките кои ги даваат ендокринолози, значи има шеми со внимание на внес на јаглени хидрати во исхраната и така натаму. Во услови кога имаме шекерна болест, значи тоа е веќе пациент кој има поголем ризик во однос на останатите пациенти. Со оглед на тоа дека спомна дека вредностите на холестеролот се 7,5, суредни триглицериди 1,7, значи таа пациентка треба апсолутно веднаш да биде ставена на терапија, значи мора да се примени значи немедикаментозен начин на лекување и на липидниот статус, односно на мастите, во смисла на исправна диета, физичка активност повторно. Меѓутоа, заради вториот ризик фактор, односно првиот, шекерната болест и веќе покачените вредности на мастите, апсолутно треба да прима превентивна кардиолошка терапија и треба да се стави на терапија од тип на статин. Значи, дали ќе го одбереме аторвастатинот, во услови кога се добри триглицеридите, може да се стави розовастатин, значи таква пациентка треба да оди на коректни дози на статинска терапија со цел да се намали ризикот од појава на кардиоваскуларни компликации. Во исто време, доколку нема желудечни потешкоти, доколку нема склоност према крварења, доколку нема ниски тромбоцити, треба да се размисли да се постави на терапија со аспирин. Вредностите на серумското железо што се високи, значи можеме да ги земеме малце со резерва. Значи во услови кога проверуваме серумско железо, секогаш треба да се провери феритин, носачот и така натаму, со цел да се провери дали се заситени сите резерви со оглед на тоа дека користела долго време терапија. Добро, затоа што станува збор за малку по комплицирана состојба, можеме така да ја насловиме, може слободно и да ве посетат. Апсолутно. Доктор Даниела Пруевска,
кардиолог можете да најдете во клиничка болница Аџибадем Систина. Да го слушаме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Имаме информација дека имаме двајца гледачи. Дали имаме некој на линија? Предпоставувам дека... Добар ден. Ајде уште еднаш да се обидеме, некако ова добро ни стана навика. Добар ден, добар ден. Добар ден. Ајде, повелете. Ја поздравувам докторката и вас исто. И И сакам да вас. поставам едно прашање на докторката. Јас имам 67 години. Значи, сум била на ехо преглед на срце и ми е речено дека имам еден залисток навален. Така да јас при промена на време осеќам како тупкање некое, како прескокнување или не знам како да ви кажам. Ама докторот мене вака ми рече, вика, за вашите години имате одлично срце и дека тоа не е, вика, болест. Колку години Ја не имавте, рековте? 6-7 години. 6-7. Да. 6-7, да. Така. Значи, веројатно повторно се работи за обично кога така се објаснува и на овој начин го сваќаат тоа пациентите, најверојатно се работи за одредена промена на митралниот залисток, кога едниот од залистоците е малку поподвижен, што не мора апсолутно да значи ништо и не мора биде болест. Меѓутоа јас сепак не го знам конкретниот случај и одговарам малку така по моја предпоставка. Така, и она што можда треба да се обрне внимание е околу тоа што го чувствува пациентката во смисла веројатно е некој тип на пореметување на ритамот на срцето, така да предпоставувам дека ако докторот рекол дека не е сериозно, немаме причина да се грижиме со оглед на тоа дека посетила кардиолог, направен ехокардиографски преглед, така да предпоставувам дека нема посебна причина. Значи, ако се повторат потешкотиите, веројатно ќе треба повторно да си обновите посетата кај кардиологот и уште еднаш да се консултирате што понатамо. А добро, како резултат на што се јавува тоа така наречено како прерипнување на се јавува срцето? Многу причини. Значи, зависи од типот на прерипување на срцето. Значи, имаме најразлични типови на прерипување на срцето или оноа што најчесто пациентите сами го викаат аритмија. Значи, има тип на аритмија од тип на прескокнување, значи може да биде тоа од предкоморно потекло, може да биде од коморно потекло или може има различно, да. И тахикардија сака да каже забрзано работење на срцето, меѓутоа правилно работење. Да, значи нашето срце има механизам, значи нормален лимит за работење, значи она што би било нормален пулс измеѓу 60 и 80, меѓутоа не сме сите исти, нека и сите работи срцето со иста брзина. При физички напор, качување по скали, нели, поголем страф и слично, нормално е срцето да почне да работи. Значи, тоа е нормален одговор на нашето тело на одредена стимулација која е од надвор. Во услови која ќе заврши физичкиот напор и слично, обично брзината на работење на срцето се враќа во нормала. Имаме ситуации кога има пациенти што се склони према побрзо работење на срцето, ние имаме методи за диагностика, значи тоа се поставување на 24 холтери за ритам, значи тоа 24 часовни холтери за ритам, тоа се мали апаратчиња кои го сликаат електрокардиограмот во тек на 24 часа и гледаат како работи срцето во текот на денот, во тек на сите активности и како работи во текот на ноќта, дали има одредени пореметувања на ритам и врз основа на тоа, зависно од жалбите на пациентот, можеме да извлечеме заклучок дали е потребно да се даде некаква терапија на пациентот или не е потребно да се даде нешто. Или одеднаш кога ќе се стане од спиење, па се чувствува срцебиење кратко, да. И потоа нормално се смирува. Значи тоа е стресот од првото станување. Значи хормоните сите утрински заради будењето, стресот како, нели, будење како стрес се на повисоко ниво и како резултат на тоа се јавува и срцебиење и тоа може да биде потпомогнато во одредена возраст, да речеме како возрастот да е понапред, па жените одат према климактериум, тогаш да се јави поизразено и така натаму, кај одредени луѓе што се тип на адренергични или поплашливи луѓе да се јавува почесто во однос на другите и така. Добро, кога имаме она така наречено прескокнување на срцевиот мускул,
што е она што би требало да го направат Значи, многу е важно да се пациентите? одреди типот на пореметување на ритамот, затоа што има пореметување на ритамот што се од тип на прескокнувања поединечни, што пациентите ги чувствуваат и немаат никакво значење, не треба да земаат никакви лекови. Значи, од тие причини треба докторот да им укаже дека имаат таква ситуација и дека не треба да се плашат, без оглед на тоа што како чувство е непријатно и не е дека на луѓето што го имаат тоа чувство им е сеедно. Меѓутоа има една друга состојба на пореметување на ритам, значи појава на сериозна аритмија, значи од тип на атриална фибрилација, атриален флатер, значи состојби што се почести, кои бараат внимателно лекување, значи добро дијагностицирање и внимателно лекување, затоа што таков тип на пореметување на ритам се опасни за појава на компликации. Компликации од тип на тромбоемболични компликации кои се манифестираат во различен дел од нашето тело, многу често одат према главата и мозокот. Ова е уште една важна информација за тоа дека треба правовремено и честопати да се вршат различни видови на контроли за да се спречат и различни видови на срцеви аномалии или пак заболувања. Да го слушнеме прашањето на гледачот кој го имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање до докторката. Врз основа на носење на холтер, кои се индикации за ставање на пейсмейкер? Значи, индикации за ставање Ова на трик прашање. Значи, индикации за ставање на пейсмейкер е така голем број на индикации. Значи, наједноставно вака кажано е кога имаме состојби на многу споро работење на срцето, во смисла појава на паузи на срцето во услови на кога имаме нормален ритам на срцето и паузи од 3,5 минути кои одат со клиничка манифестација од тип на 3,5 секунди, кои одат со клиничка манифестација и синкопа, односно губење на свест, или во услови кога срцето работи неправилно, значи кога имаме аритмија и во безмедикаментозна терапија во смисла на контрола на ритамот има паузи подолги од 5 секунди. Значи зборувам за најголемите индикации. Инаку има една серија други индикации што можда не е ова место да ги коментирам. Ајде да го слушнеме прашањето на следниот. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до вас и би сакала едно прашање. Мажот ми е 59 години. Добро. Има повеќе болести и пие за крвта, пие верапамил, пие Акторис, пие. Диагнозата му е атеросклероза, но през тие прескокнувања или аритмии му се јавуваат многу често, а верапамилот 240 пие. Значи вака сега, повторно се соочуваме со состојба каде што имаме одреден тип на аритмија, која во услови кога не е виден електрокардиограмот не може да се коментира. Пациент пие точно одреден Добро, рек. си даваме објаснување Да, пие точно одреден рек. Лек тоа е верапамил 240 кој ние многу често го даваме кај пациенти кои имаат атриална фибрилација. Предпоставувам дека е тоа. Пациентката не ми спомна дека прима антикоагулантна терапија, така да можеби овај лек се пие како резултат на тоа што има пристапи на побрзо работење на срцето кое е ставено под контрола со верапамил. Значи секако дека има атеросклероза и од тие причини е дадено Аторис, значи предпоставувам дека пие аспирин, така да докторот што го дал верапамилот сигурно има објаснување зашто го дал, иако е брзината на срцето во контролирани вредности измеѓу 60 и 80 удари во минута, предпоставувам дека верапамилот има сосема добар ефект. Во исто време верапамилот е лек што делува и на крвниот притисок, така да го покрива и тој дел, така да ако има лесен степен на хипертензија со верапамилот веројатно е воспоставена контрола и во тој поглед верапамилот е добар лек. Ако пациентот се чувствува добро со таа терапија по совет на матичниот кардиолог секако дека треба да продолжи. Добро, ги слушнавме прашањата и дадовме соодветни одговори на голем број од гледачите. Би сакал само да слушнеме и одредени совети, апел до нашата публика за тоа колку што се може да се превенираат различни видови на срцеви заболувања кои сакале или не сакале во текот на животот и со годините, но и воопшто зависно од начинот на живење се изложуваме на ризици, ќе признаеме. Значи,
можда за крај она што е најнеактуелно да се каже дека сепак кардиоваскуларните заболувања се на прво место по смртност кај пациентите во светот. Така да атеросклерозата е на прво место по смртност. Се што ќе се преземе за превенција на атеросклероза, одложување на појава на срцеви заболувања е фактор плюс за продолжување на животот на пациентот, за подобрување на квалитетот и се што е врзано со ризик фактори кои сите ги знаеме, треба навремено да се санира со цел да се избегнат појава на сите овие кардиоваскуларни заболувања, односно компликации од кардиоваскуларните заболувања. Затоа што срцето не е камен, треба да си го чуваме, така? Апсолутно, да. За срцевите аномалии, атеросклерозата, аортната стеноза, но и за различните видови на валвуларни заболувања, срцеви, денеска во Телма амбуланта зборувавме со доктор Даниела Троевска, специјалист кардиолог од клиничката болница Аџибадем Систина. Беше мило. И мене исто Се благодарам. надевам, добро се чувствувавте. Да, апсолутно. Ви благодарам. Ви благодариме и на вас, почитувани, за искажаната доверба. Не заборавајте, чувајте си го срцето, затоа што на сите нам тоа ни е едно.